Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски е шокиран од одлуката на јавното обвинителство за предметот Мазут да се затвори. Тој верува дека институциите ќе продолжат, но се надева дека понатамошната постапка ќе биде поинаква. Да оставиме да видиме како ќе се процесуираат сите останати чекори во иднина и да видиме како ќе се однесуваат сите поврзани институции во рамки на овој процес многу значаен за правото и правдата во Македонија. Лично сум шокиран од одлуката која што беше дрсена од страна на јавното обвинителство, кое што пред година дена даваше нападствија, даваше наредби, прифати кривична пријава, побара мерки за обезбедување на присуство, најстроги согласно одредбите од Законот за кривична постапка, дел од осомничените беа и во притвор, и така натаму. Оставам времето да го каже своето. Во однос на пријавата за поранешниот министер за земјоделие Љупчо Николовски, кој се товари за ненаменско распределување на 800.000 евра, Тошковски беше без коментар. Почитувајќи презумпција на невиност, многу добро знаете дека никогаш не сум коментирал случаи во фаза на предистрага, така да истото ќе го направам и во овој случај. Во однос на предизвиците на полицијата и низината активна улога за справување со криминалот и безбедноста во државата, министерот Тошковски изјави: Ние треба да се посветиме на она кое што би требало да значи максимално осовременување на сите оние активности кои што сме должни да ги превземеме како Министерство за внатрешни работи и да соодветно одговориме на предизвиците во 21 век, кои што ги имаме како во делот на врсничко насилство, така во делот на семено насилство, така и во делот на било каков тип на насилство во Македонија. ВМРО ДПМН повикаа Советот на јавни обвинители да го провери работењето на бази за да утврди како случајот Мазут доживеал тивка амнестија. Од СДСМ пак повикаа да се провери работењето во образованието, каде владеел хаос и криминал. Заклучокот е јасен. Иако јавноста е изненадена на непријатен начин, сепак главниот обвинител во ЈЕО-ГОК Ислам Абази веројатно има лична и политичка концесија кон Ахмети, Заев и Филипче како ментори на неговата кариера. Се разбира, оваа концесија е заради блиските до СДСМ и ДУИ, Васко Ковачевски, Ерџан Сулковски, Радко Капушевски и Асмир Јаковски, кои што заедно со други 9 лица биле предмет на оваа голема набавка на Мазут вредна 167 милиони евра. Кога тентерите и финансиските интереси стануваат приоритет, а законите и заштитата на учениците се ставаат во втор план, тогаш се случува токму тоа што огледаме денес. Децата се занемарени, без заштита, додека наставниците и професорите се оставени сами да се справуваат со една системска неспособност. Почитувани медиуми, почитувана јавност. Секојдневно сме сведоци на булинг, физички пресметки, закани и инциденти со ладно оружје во училиштата и ученичките домови. Ова повеќе не се само изолирани случаи, туку сигнал дека системот за превенција потврла, а Министерството за образование и наука не превзема никакви активности во заштита на учениците и безбедноста во училиштата. До 40% од набавените машини и алати ќе кофинансира Министерството за економија и труд за поддршка на занајчиите и малите и средни предпријатија. Право на учество имаат микро, мали и средни предпријатија со мнозински домашен капитал, како и занајчи регистрирани согласно законските прописи. Нашата цел е јасна: да им помогнеме на домашните компании полесно да инвестираат, да го модернизираат производството, да ја зголемат продуктивноста и да создадат подобри услови за работа и развој. За првиот јавен повик одвоени се 2 милиони денари. Првиот јавен повик се однесува на надоместување на дел од трошоците на воведување, имплементација и сертификација на стандарди на преработувачката индустрија, со вкупен буџет од 2 милиони денари.
ќе се кофинансираат 70% од трошоците од максимум 200.000 денари по компанија. По ова ќе бидат објавени 2 јавни повици како дел од програмата за поддршка на преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2026 година. Покрај оваа мерка, Министерството за економија и труд во наредниот период ќе објави и 2 значајни повици во рамки на програмата за поддршка на преработувачката индустрија и општествената одговорност во 2026 година. Следната недела владата ќе ги анализира понудите за изградба на клиничка болница Штип, Факултетот за медицински науки и Студентскиот дом. Понудите се пообјавени од меѓународен повик од страна на Министерството за финансии. Постапката влегува во завршна фаза и наскоро се ќе биде појасно, изјави премиерот Христијан Мицковски. Што се однесува до проектите кои што се поврзани со здравството, знаете дека тие се дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Министерството за финансии веќе имаше повик, меѓународен повик, на кој што бараме компанија која што ќе ги финансира тие проекти, а практично гаранција ќе издаде на Ексим банката на Обединетото кралство. Тој повик е завршен, ги имаме понудите и во следната недела веќе ќе ги анализираме. Станува збор за инвестиција во 2 фази. Првата фаза е клиничката болница во Штип, заедно со Факултетот за медицински науки и Студентскиот дом, здравствениот дом со проширена дејност овде во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. А во втора фаза е големиот клинички центар во Скопје. Новата клиничка болница во Штип беше најавена како еден од најголемите здравствени проекти во источниот дел на државата, наменет за над 200.000 жители од регионот. Изградбата започна во 2016 година, а според тогашните најави, објектот требаше да биде завршен до крајот на 2018. Проценетата вредност на градежните работи изнесуваше околу 30 милиони евра, додека со медицинската опрема проектот требаше да достигне околу 56 милиони евра. Со измени во Законот за основно образование се предвидува казна од 250 евра за родителите на ученици кои вршат насилство во училиштата, но и во случаи кога родителите одбиваат соработка со училиштето и надлежните институции. Министерката за образование Весна Јаневска најави дека измените се во финална фаза во собранието. Државниот секретар е во постојан контакт со пратениците и мислам дека во овој момент се во собрание за да ги дооформат тие предлози и веќе тоа е донесена одлука, тие измени ќе се направат и останува казната од 250 евра за секое сторено насилно дело на детето, да биде казнет родителот, но и тоа што е многу важно, повторувам, и кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и другите институции. Мерката доаѓа по серија потешки случаи на насилство во училиштата, кои ја вознемирија јавноста, меѓу кои нападот врз 9-то оделенец во Скопје и насилство меѓу ученици во Ѓорче Петров. Во продолжение на кампањата за расветлување на околностите под кои исчезна Александар Нешовиć на 12 мај 2026 по наредба на Висшото јавно обвинителство во Белград, припадници на управата за криминалистичка полиција го лишија од слобода началникот на полициската управа во Белград Веселин Милиć, соопшти Висшото јавно обвинителство во Белград. На Веселин Милиć му одредена мерка притвор до 48 часа поради постоење основи на сомнение дека сторил кривични дела, непријавување на кривичното дело и сторителот и помагање на сторителот по извршувањето на кривичното дело, во кој рок ќе биде приведен на сослушување пред вршителот на должноста јавен обвинител, се наведува во соопштението. Денес, илјадници мотоциклисти ќе ги блокираат клучните раскрсници низ цела Бугарија. Протестот е поради зголемената цена на задолжителното осигурување од одговорност кон трети лица. За нив зголемувањето е над 80%. Поради зголемувањето на цената на задолжителното осигурување, 78 мотоциклистички клубови во земјата се обедини и поднесоа групна жалба до Комисијата за заштита на потрошувачите и Комисијата за финансиски надзор. За да ги информираат луѓето, тие објавија и мапа со точки каде што ќе има протест, а преминувањето ќе биде невозможно 1 час.
Станува збор за 25 клучни раскрсници и патни артерии до поголемите градови, вклучително и на патот кон Грција. Централната банка на Турција им нанесе сериозен удар на очекувањата за брзо економско закрепнување, откако официјално ги ревидираше своите среднорочни цели за инфлација. Наместо претходно зацртаните 16%, новата цел за 2026 година е закотвена на високи 24%. Ова драстично зголемување е директна последица на незапрливите притисоци врз цените на енергијата и храната, но и на севкупното влошување на глобалната економска средина. Новата стратегија на регулаторот јасно укажува дека граѓаните и бизнисите ќе мора да се подготват за продолжен период на засилен раст на цените. Ревизијата не го зафаќа само блискиот хоризонт, туку се протега низ целиот среднорочен план, минувајќи ги проекциите се до 2028 година. Тутунари се во неверување откако до нив од платежната агенција и Министерството за земјоделие се испратени писмени барања за поврат на средствата од веќе исплатени субвенции за 2024 година, кои се исплатени лани. Поред последните информации што ги имаме од терен и од наши членови, имат пристигнато решение на нивна адреса, со кое решение од платежна агенција се бара поврат на средства исплатени по основ на субвенции на превода Тутун. Сега, поради што е тоа, ние немаме увид во тоа и немаме појаснување. За земјоделците ситуацијата е необјаснива. Ситуацијата е абсурдна за тоа што веќе средствата се исплатени према тутунарите и после така речи една година се барат поврат на средствата. Истите средства претпоставаме и така и барем и тутунарите тврдат дека се потрошени. Од кај ќе ги најдат? Условени за особено да ги вратат средствата. Луѓето се во многу непријатна ситуација. За колков број на тутунопроизводители станува збор, во овој момент Каракашев нема информации. Бројката не е знаеме точно, меѓутоа сумите се стварно големи, затоа што има ситуација е варијабилно, зависи од колку има однесено количина тутун, односно се движат 2000, 3000 па и до 6000 повеќе евра и тоа се солидни суми. Поради ова од Националната земјоделска мрежа бараат платежната агенција и Министерството за земјоделие да објаснат зашто станува збор. Затоа бараме јавна информација да излезе со конкретни информации платежната агенција и Министерството за земјоделие и да објаснат целата оваа абсурдна ситуација. Од 14 до 18 септември годинава Штипскиот универзитет Гоце Делчев за прв пат ќе биде домаќин на престижната истражувачка летна школа, чиј покровител е Европската комисија и Истражувачкиот центар за Западен Балкан. Учесниците од земјите од Западен Балкан ќе го испитуваат нивото на загаденост на почвата, водата и воздухот во регионот. Она што ја прави посебна оваа летна школа е холистичкиот пристап, односно не разгледување на медиумите поединечно како најчесто што се вршише досега, вода, воздух и почва посебно, заедничкиот пристап одразбира истовремена анализа, односно учество на сите учесници во холистичка анализа на сите медиуми на животна средина. На терен, учесниците ќе работат со европски експерти и врвна техника. Да работат со специфични аналитички техники, како што се анализа на ултрафини честички, кои веројатно се и најопасни за здравјето на луѓето, нивна анализа со помош на електронска микроскопија. Што значи ова за УГД како универзитет? Настанот подразбира соработка со заедничкиот истражувачки центар, односно научната служба на Европската комисија и е значено признание и за капацитетите на нашиот универзитет и за капацитетите на нашата држава да можеме да организираме еден таков настан. Од какво значење за македонската наука е доаѓањето на европскиот експертски тим во септември во Штип? Огромно значење има нивното доаѓање во земјава. Тие ни ја признаваат науката, ни го признаваат универзитетот, не само Гоце Делчев, туку и другите. И на овој начин, кога решиле да дојдат овде и да спонзорираат дел од тоа што ќе се одвива, всушност ни одаваат признание дека значајно напредуваме. Интересот за учество на оваа школа е голем. До сега се пријавени 31 учесник од сите земји од Западен Балкан, а рокот за пријавување е до 25 овој месец.
Традиционалното македонско семејство доживува загрижувачка трансформација. Просечното домаќинство брои едва и тројца, вели статистиката на Меѓународниот ден на семејството. Последната анализа на податоците од пописот 2021 година вели дека во државата се регистрирани 598.632 домаќинства, со вкупно 1.836.713 жители, што значи дека просечното домаќинство денеска брои само тројца членови. Ова ја потврдува демографската катастрофа, стареењето и брзото исчезнување на нацијата. Најмал број членови по семејство има во централните скопски општини. Во Центар просекот изнесува 2,57, а во Карпош 2,59 членови по домаќинство, што укажува на раст на самечкиот живот, младите професионалци и старечките домаќинства. Сличен тренд бележи Аеродром со просек од 2,78 членови. Разликата од некогашното семејно живење и сега ја потврдуваат и граѓаните, одговарајќи на прашањето дали сплотеноста на сегашните семејства и сега е иста. Не е како порано. Како беше порано? Порано беше поблиски беме роднините, браќа, воно. Апсолутно не. Од многу разлози. Па и изгубено целосно, мислам, и другарството и брачните парове се карчено. Не. Сега е сосем друг честит, нема. Некој еднограм се дружат, сега нема. Нема слагија никаде. Нема. Не се сплотени, а? Не. Оти? Па сите си сакат посебно да јадат, посебно да спијат. Се е посебно. Не верувам у тоа. Сега више младите сакат се баш кај Понино Сивола. Она што го нема кај македонските домаќинства, го има кај другите. Општините Арачиново и Сарај остануваат демографски рекордери со повеќе од 4,4 членови по домаќинство, задржувајќи го традиционалниот модел на повеќе генерациско живење. Сепак алармантно загрижувачка состојба во помалите источни општини како Пехчево, каде доминираат едночлени и двочлени старички домаќинства, експертите предупредуваат дека овие трендови директно влијаат врз економијата, пазарот на недвижности и идните демографски политики во државата. Обиди со изготвување на демографска стратегија има, но процесот е долг и неизвесен. Оно што го очекува граѓаните денеска може да го најдат на пазарните тезги, а тоа се првите цреши. Цената 220 денари и да ги запрашаме нашите потрошувачи дали оваа цена одговара на нивниот домашен буџет, како и цената на јагодите. Тоа е високо, многу цената, скапа е. Не е висока, не работи никој. Значи тоа е за нас недостижно. А 220 цреши? Уште поскапа. Не би дал. Оти? Па шо, ќе си купам порно, протокал, банана, мандаринка. Дали би ти дал 220 денари за цреши и 150 за јагоди? Не би дал. Оти? Не, оти скапо. За нашата пензија тоа е скапо. Па скапо за мене, за мојата пензија мала. Не може да си земам те кромиче, краставички и такви работи. Скапо е спрема нашите услови што живееме тука во Македонија. Скапо е. Не, тоа е превише за нашиот стандард и така да среща се скапи. Коментарите на потрошувачите дека за нив 220 денари за килограм цреши и 180, односно 150 денари за килограм јагоди е премногу, тие си даваат своје мислење. Колку тие треба да се продаваат, колку треба да биде нивната цена согласно нивниот џеп. 5 динара. А за јагоди? И за јагоди толку. Спрема мене ли? Сега е вош прга, они држа цена, а иначе треба да биде се дум да се восум за највише во време. Поред мене би дал, ти кажам, најмалце до 120 до 130 повеќе. Како го коментирате размислувањето на потрошувачите дека 200 денари за нив, ајде да не кажеме било многу, односно не би требало да биде таа цена и зошто? По моје видување таа не е скапа. Зошто ќе кажеме? Ова цреша додека се набере, судни маки има. Спрема нивниот буџет можеби со 15 до 20 илјади што земат пензија, не е баш реална цената, ама цената е таа. Кучани постојано се бори со депонии и отпад од сите страни, но борбата никако не ја добива. На депониите завршува сешто, а гледачи доставија и видео на кое таму се гледа дека завршило и починото куќе спакувано во куфер. Еколошки Кочани воопшто не изгледа добро, зашто треба да се замислат од јавното комунално претпријатие Водовод, но и граѓаните кои покажуваат максимална неодговорност
Излезот од овој срамен еколошки круг не се гледа, но доколку продолжи, Кочани ќе се претвори во перманентна депонија. Најголемиот светски производител на автомобили Toyota сериозно се занимава и со развој на хуманоидни роботи. Нивниот најнов проект се вика Tsue 7, а станува збор за робот кој игра кошарка. Новиот робот беше представен за време на домашниот натпревар на клубот Алварк Токио во Toyota Арена во Токио. Роботот носи црна спортска опрема на Toyota, се движи со помош на 2 тркала, висок е дури 2,18 сантиметри. Тежок 74 килограми, а се проценува дека неговата вредност достигнува околу $150,000. Toyota и со претходните верзии на роботите влезе во Гинис книгата на рекорди благодарение на најголемиот број последователно погодени слободни фрлања од хуманоиден робот. Бројката беше речиси неверојатна. Роботот погоди дури 2020 слободни фрлања поред. Подоцна беше поставен и нов рекорд. Верзијата Tsue 6 успеа да погоди кош од далечина од 24,55 метри, со што беше поставен рекорд за најдолг погодок од хуманоиден робот. Утре времето променливо, сончево и ветровито. Во попладневните часови ќе има врнежи од дожд. Температурите ќе се искачат до 24 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 23 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 44%. Температурите по градови се следните: Штип 24 степени, Карвенци 23, Провир Штип 21, Чешиново, Блешево и Кочани со по 23 степени. Температурата во Венеца и Македонска Каменица до 22 степен, во Делчево до 23, во Пехчево 19, а во Берово максимални 20 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светите маченици Тимотеј и Мавра. Католиците си спомнуваат за свети Јован Непомук.